Фервекс, брзо решение за настинка и грип. Радио Слободна Македонија. Концепт Соина е интерактивна емисија во која авторката и волител Иванка Додовска разработува актуелни теми од современото македонско општество. Емисијата има за цел да прерасне во вистинска работилница на знаења и размена на искуства од областа на политиката, образованието, историјата, религијата и безбедноста, кои ќе имаат позитивно влијание врз развивањето и унапредувањето на општествениот диалог кај слушателите. Добар ден, почитувани слушатели, вие сте на брановите на Радио Слободна Македонија. Слушате Концепт Соина, јас сум доктор Иванка Додовска и денес как продолжуваме во нашиот редовен термин 13 часот и 7 минути со темата или со концептот на денот. Ова неделно, прикажување на радиоемисијата Концепт Соина, имам намера да проговориме за анализата на улогата и влијанието на човековите права во меѓународниот правен и политички поредок. За оваа тема, почитувани, мислам дека денеска го имаме најдобриот и најсоодветниот соговорник, кој што за малку ќе ви го представам. Пред се да го поздравам, доцент доктор Александар Даштевски. Добар ден и добре дојдовте во нашата емисија. Добар ден, добро ве најдов и благодарам на поканата. Ја поздравувам емисијата која сметам дека ќе придонесе навистина за унапредување на размислувањето во Република Македонија и го поздравувам радиото Слободна Македонија. Ви благодарам и од Радио Слободна Македонија во името на нашите слушатели. Александар, би сакала пред се да направиме една кратка ретроспектива на вашето работно CV. Вие сте долгогодишен активен учесник во полето на општествените збиднувања. Имате огромно работно искуство во својата кариера. Бележите, од член на Државна изборна комисија на Република Македонија до правен експерт, до адвокатура. Во моментов сте директор на една високообразовна школска установа како што Универзитетот Евробалкан во Скопје. Имате навистина многу научни трудови во областа на меѓународното право, посебно се занимавате со темата на човековите права, на културните диверзитети во корелација со човековите права и на домашната и на меѓународната сцена сте многу активен и оттаму сметам дека денеска во вашата од она што досега го имате како едно, така да речам, работно искуство сите овие години, на што најмногу би ставиле акцент или што е она што ве привлече да се занимавате со ова општествена дејност и што ги поттикна вашите интереси во животот од младоста до денес да се активно да се залагате и да напредувате оваа општествена сфера? Јас би се надоврзал на ова представување и на мојата автобиографија, односно CV. И би рекол дека главен мотив за тоа е затоа што јас сум всушност дипломиран правник и работев првите 9 години од животот работев како адвокат, така што во тоа време бев строг формалист. Меѓутоа сватив дека работите мора да се одвиваат и од политички аспект, не само од правен, односно не само од формално правен, туку постојат менувања, дополнување на закони и така натаму, кои придонесуваат до тоа да не секогаш сметаме дека ќе обработуваме одредена материја на еден начин. Кога почнав со кариерата, тогаш беа оние стари југословенски закони, негде 89-та почнав со работа и тие многу ретко се менуваа, после требаше да бидеме земја пристапник, односно членка на ЕУ, ја усмеривме целата енергија на тоа, а немавме направено реформи кои ќе бидат во согласност со тогаш, после тоа се донесоа Копенхашките критериуми од 1993, така што требаше комплетно целата регулатива да се менува и тоа кај нас створи некоја конфузија во правниот систем. Таа конфузија во правниот систем подоцна беше коригирана со неколку реформи во правниот систем и мислам дека конечно ќе дојде до заогружување на тој систем и еден континуитет, што е многу важен да не се создава сомнение во тој систем и односно во правосудниот систем генерално и да функционираат работите подобро.
Вие покрај, значи, во ова што ни го кажавте во однос на интересот и вашиот развој во правната парадигма, па преку, нели, отворањето на синтагмата на пристапувањето или на транзицијскиот, нели, премин од социјалистичкото во демократско-либерално уредување, како и пристапните, значи, чекори на нашата земја во раните 90-ти, но и во текот, нели, понатаму, како што следа, во рамките на Европската унија и НАТО алијансата. Вие исто така сте и доктор на правни науки, така, се занимавате со области како што се меѓународното право, меѓународните човекови права и меѓународните односи и дипломатијата. Што ќе ни кажете во врска со тоа? Се повторно би се надоврзал, мислам тоа сакав да го кажам и како континуитет на првиот одговор или првото прашање, се едно. Значи, фактички тоа беше и мојот мотив да почнам да се занимавам со таа проблематика, затоа што, нели, стално ние споменуваме човекови права, меѓутоа не верувам дека посебно обичните граѓани се целосно запознаени што значи тоа и како се применува, која е нивната правна рамка, кои се другите граници кои можат да се надминат, односно да не се надминат, така натаму. И затоа како моја докторска тема за мојата докторска дисертација избрав, нели, универзализмот наспроти културниот релативизам на човековите права, што всушност е ова што го зборуваме ние. Значи, едно е правната страна, а друго е другата страна, односно, како да кажем, политичката или обштествената, или пред се, да кажеме, религиозната, културната и така натаму. Професоре Даштевски, малку подоцна ќе зборуваме за стручниот дел. Јас на почетокот се уште би сакала да го задржам вниманието на нашите слушатели на она што вие досега го имате работено во вашата практична обштествена сфера, но исто така и едно подпрашање во врска со вашата докторска дисертација. Вие имавте навистина едно големо обсежно регионално истражување во истата. Да, кои беа вашите генерални оценки од ова истражување кое што го спроведовте? Па со оглед дека нели тоа истражување исто беше во тие цели, во научни цели, се работеше за едно истражување направено на цел Балкан, односно во неколку земји на Балканот. И тука се земаа баш во таа смисла неколку земји кои имаат слично историско, културно, религиозно минато, како што се Македонија, Србија, Косово како дел од Србија, нели? Бидејќи се уште не е признаено во рамките на Обединетите нации, а Македонија го признава, Албанија и Бугарија. Затоа што ги земав овие земји, затоа што тие имаат слично и историско, и културно, и религиозно и друго минато. Например, сите биле дел од Византиската империја, па понатаму биле дел од Отоманската империја, па релативно доцна се здобиле со независност, што значи демократијата малку доцнела, она либерална демократија, нели, за која зборуваме денеска, и на крај биле исто така имале комунистичко минато заедничко, односно социјалистичко, освен Грција, и затоа Грција не е тема во ово истражување, и од други причини, меѓутоа и поради тоа, бидејќи има еден подолг дисконтинуитет од 50 на години, така што Грција не е земена, меѓутоа овие се земени, дури и да е земена Грција, сметам дека состојбата би била слична. Така. Значи, сите овие работи што ги кажавме, оставиле последици на овие простори и затоа состојбата на овие простори е денес таква каква што е знаеме, нели? Да речеме, многу луѓе сега во Македонија се оптоварени само со внатрешно политичките проблеми. Затоа е добро да се оди да се погледне ситуацијата на целиот Балкан и ќе се види дека можеби Македонија и најдобро стои во тој поглед, значи во поглед на почитување на човековите права, во поглед на економскиот напредок и така натаму, што е исто така основа за, нели, економски и социјални права и така натаму. Значи, и затоа сметам дека ако ја видиме вистинската состојба, тогаш повеќе ќе ги цениме работите. Ние сега имавме, нели, заедничка работа на владите на Република Србија и Република Македонија, и тогаш изјави српскиот премиер Вучич дека може многу работи да се научат од Република Македонија.
Тоа беше навистина една многу кооперативна изјава и афирмативна во однос на тоа дека и нашите балкански соседи ја припознаваат работата и правецот по кој што се движи Република Македонија и дека она што го прави нашата влада во моментов на меѓународен план има позитивен впечаток. Вие исто така во вашата кариера досегашна, спомнавме и претходно, бевте член на Државната изборна комисија во Република Македонија. Нели, апропо сите овие случувања во кои што се наоѓаме на внатрешен план, би ве замолела во однос на вашето големо искуство, вие сте биле, значи, сте вршеле спроведување на избори за советници на Совет на градоначалник во општина Сарај, сте биле за спроведување на привремени избори за пратеници во парламентот на Република Македонија. Понатаму уште еден пратенички исто изборен процес имате следено. Сте биле одговорен за односи со јавноста, односите со ОПСЕ, со домашни странски наблюдувачи на Државната изборна комисија и ред други, значи, активности кои што сте ги обавувале во рамките на Државната изборна комисија. Оттаму едно кратко прашање пред да направиме пауза за нашите слушатели. Господине Даштевски, дали изборниот процес од 2014 во Република Македонија е легитимен? Во 2014 секако дека е легитимен, не е спорно тоа. Мислам, тоа беше целиот процес одеше на најдемократски начин и немаше никакви примедби, нели? Јас сега кога веќе се навраќаме стално на CV-то, не знам дали е тоа добро или лошо, што сум бил учесник на изборите во 2008 година, кој имаше многу неправилности, имаше најмногу жалби и најмногу уважени жалби во историјата на изборите на Република Македонија. Значи, тоа е многу значајно искуство и тогаш некако успеа Државната изборна комисија да се избори со тоа, да се дојде до прегласување и некако да и тие избори да стегнат легитимитет на легални, на демократски и така натаму, затоа што после прегласувањето немаше неправилности и помина добро тој процес. А овде, за разлика од тоа, немаше дури никакви приговори. Тоа беше многу специфично. Опозицијата едноставно не ги прифати изборните резултати во еден процес кој што беше и од домашните, и од странските наблюдувачи потврден и прифатен како апсолутно легитимен и речиси без никакви проблеми во текот на изборниот процес. Сметам дека и оние забелешки што ги става припадниците на опозицијата, има сугестија до ОПСЕ да поднесат приговори, да поднесат жалби, да ги поднесат сето тоа што сметаат дека е неправилност, да се поднесе дали до Државната изборна комисија, дали до избирачките одбори или општинските изборни комисии и така натаму, за да се земат во предвид тие подоцна во одлучувањето. Знаеме дека според законот претседател на Државна изборна комисија доаѓа од редовите на опозицијата, така што сепак има какво такво влијание, барем во процесот на одлучувањето по приговори, жалби и така натаму. Така што сметам дека тоа е елементарна грешка и тоа е голема неподготвеност на опозицијата. Јас и сега ќе кажам, значи што е многу важно, значи кога ќе завршат изборите, активностите на опозицијата завршуваат тука. Доколку сакаат да имаат подобар резултат, подобра подготвеност, тие треба веднаш кога ќе заврши едниот циклус да преземат мерки за се тоа што сметаат дека не е добро и дека треба да се поправи, да се имплементира нешто подобро, подемократско, поважно. Тие треба тој процес веднаш да го почнат, а не неколку месеци пред избори, бидејќи знаеме дека тоа е случај во Република Македонија. Неколку месеци пред избор се менува и закон, се менуваат членови на изборна комисија и други членови на избирачки одбори и така натаму. Значи, дали мислат дека моделот не е добар? Или избирачкиот список. Сите сега викаат дека избирачките списоци биле проблем. Меѓутоа, тој што треба да го направи тоа е опозицијата, затоа што таа ќе има директен бенефит од тоа. Инаку, временскиот период од 3 месеци е апсолутно недоволен, па дури од година дена, и затоа сметам дека веднаш после тоа сериозни тимови на опозицијата мора да почнат да се занимаваат со ова прашање. Дури, да речеме, се зборува нели за предвремени избори. Да има предвремени избори, тие ќе треба да бидат подготвени. Тие тоа го тргнаа на страна, го тргнаа на страна
И сега кога ќе дојдат изборите, тоа ќе почне да приговараат дека процесот не е во ред. Професор Даштевски, јас мислам дека на нашите слушатели дадовме доволно аргументи за да останат и понатаму и да проследат емисијата Концепт со Ина. Почитувани слушатели, вие сте со нас во Радио Слободна Македонија. Јас сум доцент доктор Иванка Додовска. Говорам со мојот колега, доцент доктор Александар Даштевски на темата за анализата и улогата на влијанието на човековите права во меѓународниот правен и политички поредок. Направивме една мала ретроспектива на неговото работно искуство до сега, а сега ве поканувам да слушнеме еден краток блок реклами и една убава македонска номера. Останете со нас. Реклами. Македонија е земја на градители. Славиме, градиме и победуваме. Бетон ја гради Македонија. Посетете го сајмот на градежништво и освоите награда за надградба на вашиот дом по ваш избор. За врати, прозорци, кади, туш кабини, изолација, гипс, декорација. Посетете го и сајмот на недвижнини со најголемата понуда на станови до сега на едно место. Големи попусти со проектот Купи куќа, купи стан на Министерството за финансии во рамките на сајмот на градежништво од 3 до 7 март. Радио Слободна Македонија. Blackjack, игра Blackjack. Шила има долги срекни пръсти, што ми излекува добива аз. Кога сака добива аз. Повлекувам право време. Шила, прави што сака, има среќа и лесна рака. Шила, опасно игра. Ожива се врати кочи игра. Шила, прави што сака, има среќа и лесна рака. Шила, опасно игра. Оживува диско ритам. Шила сака, игра, Шила сака, млади згодни деца кои играат и викаат која врата ти вреската ги излудувава секое време. Шила, прави што сака, има среќа и лесна рака. Шила, опасно игра, ожива се врати кочи игра. Шила, прави што сака, има среќа и лесна рака. Шила, опасно игра, оживува диско ритам. Шила сака, млади згодни деца. Ги излудувава секое време. Шила, прави што сака, има среќа и лесна рака. Шила, опасно
Концепт со Ина. Понеделник, 13 часот. Почитувани слушатели, вие сте повторно назад на Радио Слободна Македонија по концептот на денот. Говориме со мојот колега доцент доктор Александар Даштевски. Зборуваме за културниот релативизам, улогата и влијанието на човековите права, нивната примена, која што допрва ќе слушнеме нешто подетално од неговите експертски анализи и истражувања. Пред да направиме кратката пауза, Даштевски, зборувавме во врска со вашето искуство во рамките на Државната изборна комисија и како експерт од областа на изборите, околу вашата оценка и размислување околу изборните процеси кои што се случија во последните 10 години во Република Македонија. Би сакала да ве прашам едно кратко прашање. Што според вас е причината поради која што опозицијата по изборниот циклус минатата година ја мотивираше да се однесува на таков начин и која е вашата оценка за целосната блокада на институциите на системот и за силото однесување за кое што се одлучија да се приклонат во однос на негирањето на генералниот изборен процес, на се што е државна институционална рамка во државата, на уставот, на законите. Кој е вашето воопшто мислење во врска со целата работа? Па јас би се надоврзал на претходното излагање, мое, односно на претходното прашање. Значи, самиот факт што не може да се добијат изборите по нормален пат, се оди на тоа да се добијат на друг начин. Значи, со бојкот на собранието, со бојкот со разни афери, со такви работи. А сметам дека и тоа сум го изјавил повеќе пати без оглед на политичката криза која се така наречена, сите ја нарекуваат, која постои во Република Македонија. Сметам дека сепак на крај ќе мора да се седне на заедничка маса и да се разговара. Затоа што гледаме дека анкетите кои се прават дури од независни институции, значи не ги сметам тука некои домашни институции, да речеме или сепак е американска невладина организација која е многу позната, направи анкета во која се гледа дека рейтингот на владеачката партија е 2,5 пати повисок од рейтингот на опозицијата. Значи дури да се оди со така наречена техничка влада, што од моја гледна точка е незамисливо, затоа што ако народот го дал легитимитетот и некој така се откаже од него, тоа значи откажување од се. Значи народот ќе праша утре зошто сте се откажале од легитимитетот кој ние сме го дале без да праша. На правото на мнозинството. Тоа би било, да речеме, многу голем минус. Така што ќе мора да се седне и да се разговара и сметам дека не е потребно никакво учество на меѓународниот фактор. Ние имаме долго време суверена држава, суверенитетот е една од основните елементи на меѓународното право и заедно со човековите права се столбови на меѓународното право. И затоа не ми е јасно како некои експерти во Република Македонија така лесно се откажуваат од суверенитетот на Република Македонија, кој треба да го негуваме и да го чуваме како нешто најсвето. Затоа што ние имаме капацитет, имаме сила во државата, имаме институции кои можат да ги решат сите проблеми, а да не зборуваме за вакви проблеми. Значи, ние се повикавме на меѓународната заедница и изгубивме за време на војната во 2001, односно Охридскиот рамковен договор, и не би требало повторно да го направиме тоа, бидејќи тоа не е во интерес на граѓаните на Република Македонија, дотолку повеќе што сега нема некои опасни состојби, нема опасност по живот на луѓето и така натаму. Така што сето друго можеме сами да го решиме, а всушност тоа е и пораката од Европска унија, од Еврокомисарот за проширување Хан, кој рече дека треба да го решиме во правосудните органи, а ако опозицијата нема доверба, тоа ќе се врати во парламентот и во парламентот да се направи анкетна комисија која има право, ќе има дозвола сите прашања да ги истражи, да види како и зошто дошло до тоа. И на крај крајеви ние не смееме да го занемаруваме мислењето на академикот Владо Камбовски, дотолку повеќе што тој е председател на Академијата на науките, кој е по занимање кривичар, кој рече дека мора во секоја држава вакви проблеми да се решаваат во институциите на системот за да не се релативизира вистината.
за да се дојде до вистинската, до правата вистина. Очигледно е, се согласувам со вас, верувам дека и нашите слушатели сега ќе имате на појасна слика и ќе можеби ќе размислат за нашето видување. Исто како и вас, и јас исто сметам дека во Република Македонија опозицијата предводена од Социјалдемократскиот сојуз има еден чуден однос кон општеството и кон државните институции кога не се во рамките на управувачкиот систем или кога не имаат власта во своји раце. И од тие причини секогаш кога се надвор, очигледно е дека они имаат креирани елитистички групации кои што се доста мокни интелектуално и академски се етаблирани, но во суштина се далеку од тоа што народот го бара или едноставно немаат оној флуид со мнозинството кој е неопходен за да може да дојдат до изборен резултат. Очигледно искуството од овие 9 години ги принудува и за некои очајни мерки на превземање на очајни активности кои што не можеби доволно им ја појаснуваат сликата за тоа колку е важно да се зачува и суверенитетот, како што рековте, интегритетот. Оттаму почитувани слушатели, имаме уште многу што да разговараме. Останете со нас, одиме со еден краток блок реклами и веднаш се враќаме повторно во студио. Бесплатно емитување. Wedding Weekend, единствен македонски сајм за венчавки од 14 до 15 март. Хотел Александар Палас, по пети пат. Во организација на интернет магазинот во belo.com. Вашето да, нека биде совршено. Сајм за венчавки, 14 и 15 март. Хотел Александар Палас. Радио Слободна Македонија. Концепт со Ина. Понеделник, 13 часот. Почитувани слушатели, вие сте на Концептот со денот. Јас сум доктор Иванка Додовска, а со мене денеска е доцент доктор Александар Даштевски. Говориме за многу аспекти на општественото живење, посебно поврзани со политичкиот систем и досега дискутиравме околу активностите кои што ги обсервира Даштевски во однос на изборниот процес од 2014, како и неговото искуство во рамките на Државната изборна комисија во минатото и сите негови согледувања во однос на одредени активности кои што ги превзема опозицијата или нивните гласноговорници. Сега би сакала да се навратиме во интерес на нашите слушатели, во интерес на темата на денот, а тоа е повторно анализа на улогата и влијанието на човековите права во меѓународниот правен и политички поредок. Вашите истражувања, Даштевски, на полето на човековите права се однесуваат на една особено интересна и специфична сфера во која вршите разграничување помеѓу политичкиот и правниот поредок. Ова е особено значајно бидејќи досега не се правени вакви вид на анализи и речиси многу ретко кој има приметено дека токму во овој дел се содржани главните проблеми. Па ќе ве молам да ни кажете нешто повеќе околу тоа. Да. Па ја и самиот кога ја земав темата за работење, се мислев дали да останам на таа тема или да ја сменам. И тоа, како поминуваше времето, се повеќе бев на таа идеја, затоа што многу тешко е да се најде литература од оваа област и многу ретко кој се занимава со оваа област. Обично правниците нели ја гледаат на формална страна, ако некој закон е донесен, да се почитува така како што е донесен и да не се отстапува од тоа, ако се отстапи од тоа да се преземат мерки, односно правни лекови и така натаму. Додека од политички аспект можни се отстапки доколку тие не се во согласност со разни фактори во општеството, можеби некогаш отстапки сака да преземе државата за да ги подобри работите, понекогаш отстапки, односно промена на законот бара народот, затоа што смета дека тоа не е во согласност со неговата традиција, обичаи, религии и така натаму. Понекогаш отстапки се преземаат и од други социјални и општествени причини, можеме да го земеме као најсвеж пример, нели, протестот на студентите. Значи се направи таков притисок реално што државата се согласи да се промени законот за образование. Значи така треба да биде секогаш законот таков за да има една средина која ќе им одговара на сите, и на тие што го споведуваат законот и на тие на кои се однесува законот. Така што оваа тема е во таа смисла направена и било кој доколку земе да истражува, еве и во домашната литература има неколку автори што се имаат напишано по неколку страници за тоа. Меѓутоа, доколку човекот земе да ги прочита, да речеме, студентот кој утре би се занимавал со тоа,
тој нема да разбере ништо, затоа што во тие 2-3 страници не може многу да се разбере од тоа дека се работи за работа која е многу значајна, која влијае многу за спроведувањето на да речеме прописите во таа област, меѓутоа не може нешто повеќе да се открие од тие пишувања по неколку страници. Затоа треба да се направи едно подетално истражување кое прво ќе ги објасни поимите, а потоа ќе објасни што значат тие поими. Вие, значи, во однос на анализата човековите права, имате некои ваши видувања кои што ги изложивте во вашите досегашни трудови. Сега ме интересира да ни кажете каква е вашата проценка околу случувањата во регионот на Југоисточна Европа поврзани со човековите права? Па јас ќе почнам малку генерално, значи да речеме сепак мора да спомнеме за што се работи, иако стручната јавност тоа добро го знае, меѓутоа за пошироката јавност што представуваат човековите права, за да можеме да продолжиме понатаму на поконкретни теми. Значи, нели, човековите права се всушност универзални права, кои секој човек ги поседува од своето раѓање, само затоа што е човек. Тие се неотуѓиви и неделиви, не може да се делат, затоа што никој не може да се откаже од човековите права, никој не може да каже се ова човеково право ми треба, ова не ми треба. Туку се почитуваат меѓународните стандарди во таа област и во рамките на тие меѓународни стандарди мора да се движи секоја држава. Тоа е прво. Друго, зошто баш човекови права? Значи, мотивот е всушност човечкото достоинство, затоа што тоа е нешто најважно за човекот. И човечкото достоинство на овој степен на цивилизацијата мора да биде заштитено. А начин на кој тоа се прави, нели се меѓународните човекови права. Тоа би било она основно што би се земало во предвид. Понатаму уште неколку реченици би генерализирал. Значи уште од најстарите времиња и така и дојдено до денешната рамка на човекови права кои треба да се почитуваат, луѓето се занимавале со така наречени текстови на хуманизмот, затоа што тогаш немало нели либерална демократија, немало економски слободи и права и така натаму. Туку фактички човечката љубов била најважна на еден спрема друг помеѓу луѓето, значи таа еднаквост, односно достоинство. И значи тоа потекнува уште од ветските списи во Стара Индија, па било застапено во конфуционизмот, па во Бабилон, во Месопотамија, Египет и така натаму. Секаде има такви списи и на крај се доаѓа до библиските текстови, кои исто така може да се види дека исто многу се преполни со хуманистички текстови. И јас често сакам да давам еден пример кој воопшто не сум го употребил во истражувањето, но сум дошол до него. Значи, во Библијата нели пишува сакај го ближниот свој како самиот себе. Тоа е тој принцип на еднаквост. Значи, ни повеќе, ни помалку, значи како самиот себе, што значи дека уште тогаш луѓето размислувале на оваа тема која денеска нели треба да биде нешто што е прифатливо за сите. И сметам дека уште кога била носена, кога било работено на текстот на Универзалната декларација за човекови права, биле земени во предвид сите овие култури, религии, традиции, затоа што доколку не се земат тие во предвид, ќе биде невозможно спроведувањето на човековите права. Ние сме свесни дека и денеска на овој степен на развиток ние имаме сериозни проблеми во таа област. Ќе зборувам подоцна за Југоисточна Европа. Меѓутоа, Југоисточна Европа често се става во рамките на Европа, генерално, и не се прават некои посебни извештаи, освен да кажеме во комисијата ЕКРИ, што беше спомената овие денови. Нема некои, затоа што се смета дека се работи за и слични, односно исти стандарди како Западна Европа. И дека почитувањето на човековите права е на тоа ниво.
а нели Советот на Европа ги следи спроведувањето на човековите права во Македонија, така што и тој дава извештај, така што за овој дел не се разговара многу, што може според мене да се свати како минус, затоа што таму каде што не се почитуваат има сериозни мерки се презимаат, а овде се смета дека се е во ред, па многу не се вршат притисоци или промени, затоа што се смета дека се на доста високо ниво, што не е неточно, меѓутоа сепак треба да се поработи уште малку. Да речеме, да земеме пример, бидејќи зборуваме и за светот, ако земете генерално, всушност ќе дојдеме до заклучок дека човековите права не се почитуваат. Затоа што, да речеме, ако земеме Кина, која е 1,3 милиарди и целиот далечен исток, понатаму ако земеме Индија, која е исто толку отприлика некаде, таму се уште владее оној кастински режим и таму сите го прифаќаат нормално. Нели, ако е каста на лекари, сите се генерацијски лекари, ако е каста на војници, генерацијски војници и така натаму, и тоа на нив не им пречи, дури на работникот не му пречи да биде работник. Понатаму, ако ја земеме цела Азија, дури и таму знаеме дека нели не се баш во иста равноправни жените со мажите, понатаму правата на децата не се почитуваат во доволна мерка и така натаму, и некои други индивидуални права. И да не говориме за Африка, каде што во последниот век, односно во предпоследниот, во минатиот век се случија најголемите геноциди на денешнината, што значи апсолутно непочитување на човекови права. Нешто малку се подобрува состојбата во Јужна Америка, меѓутоа се уште има сериозни проблеми на тој план. Така што ако земеме да гледаме така, ќе дојдеме до заклучок дека генерално не се почитуваат. Меѓутоа, нели сега треба да се усмериме кон Балканот. Да, но сега, значи, најпрво би сакала да ве замолам, професоре Даштевски, да направиме една кратка пауза за реклами и за уште една музичка македонска номера, па повторно, нели, се враќаме назад, почитувани слушатели, вие сте на брановите на Радио Слободна Македонија, слушате Концепт со Ина. Мој денешен гостин е доцент доктор Александар Даштевски. Останете со нас. Реклами. Во новиот број на Република ќе читате: МВР има докази. Македонија на удар на странска служба. На линија на огнот. Македонија меѓу САД и Русија. Ни избори, ни техничка влада. Правно-политичка разрешница на пуч. Македончето го дава ефтино. Колку чини името? Автопазарот во криза. Зошто никој не купува автомобил? Со секојдневни нови информации читајте не на republika.mk. Новиот број е во продажба од 27 февруари. Универзитет за туризам и менеджмент Скопје. Едноставно најдобри. www.utms.edu.mk 100% природен витамин С, ацерола, таблети за џвакање за деца и возрастни, без додаток на шеќер, моќен антиоксиданско и гојак на имунитетот, природен извор на здравје. Ацерола од алкалоид. Пред употреба, внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреба и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт. Радио Слободна Македонија.
Концепт со Ина. Понеделник, 13 часот. Почитувани слушатели, вие сте повторно назад во Радио Слободна Македонија. Слушате Концепт со Ина. Денешен мој гостин е доцент доктор Александар Таштевски. Разговараме за многу општествени, регионални и глобални теми поврзани со развојот и напредувањето на човековите права. Пред малку говоревме околу некоја општи размери на почитувањето на човековите права на глобално ниво. Сега повторно би ве запрашала каков е односот или третманот на човековите права во регионот на Југоисточна Европа, регионално, и локално во Република Македонија. Кој е вашето мислење? Пред да почнам со образложување на ова прашање, би сакал да кажам дека не смееме да заборавиме дека Македонија е членка на Советот за човекови права на Обединетите нации од 2014 ќе биде до 2016. Тоа е една исклучително голема функција која Македонија добила во Обединетите нации. Само за подсетување, тоа е истиот оној совет што порано беше комисија за човекови права, кој ги има донесено сите акти за човекови права, меѓу другите и Универзалната декларација за човековите права, како и пактовите и другите конвенции поединечни за индивидуалните права, за правата на жените, децата и така натаму. Значи, нешто најзначајно во областа на човековите права. Сметам дека влегувањето во тој совет, преименување од пред неколку години во Совет за човекови права, не е случајно и не е мала работа. Тоа треба почесто да се пропагира некако. Ја и како експерт уште кога влеговме во Советот во минатата година, дадов неколку изјави, меѓутоа сметам дека се уште не е доволно познато на населението во Република Македонија, дека Македонија е членка таму и дека тој мандат трае 2 години, активно учествува во пренесување за унапредување на човековите права во светот. Сметам дека тоа не е случајно од неколку причини. Прво затоа што човековите права се на почитувањето на човековите права се на релативно високо ниво. Земја која не ги почитува човекови права не може да влезе во тој совет. И втората причина е редовното поднесување на извештаите за човековите права до советот. Така што тоа доволно говори дека сепак во оваа област Македонија отиде на доста напред. Меѓутоа разговараме за регионот и тука повторно ќе се навратам на истражувањата кои ги правев. Значи и реков прво кои се мотивите за тие истражувања, значи зошто баш тие држави, да не се повторувам. И сега ќе почнам конкретно за секоја држава поединечно. Значи секоја држава има покрај тоа што ги има овие заеднички карактеристики, има и своји специфичности кои се карактеристични само за неја, значи само за таа држава. Да речеме, ако тргнеме од Албанија, бидејќи одат тргнуваме, таму има оставено влијание, многу има оставено влијанието на режимот на Енвер Хоџа, затоа што биле забранети сите граѓански асоциации и сега многу тешко они таму се воспоставуваат или се формираат невладини организации. Сите се научени на тој режим, никој не смее многу да прашува, не смее многу да оди по некој легален пат, сите сакаат да го заобиколат легалниот пат и така натаму. Дури и културата, традицијата и обичаите малку им се запоставени, затоа што како што ми одговорија некои соговорници таму, значи дали глобализацијата влијае на нивната култура, тие одговорија дека апсолутно не влијае, затоа што вика ние работничките униформи ги заменивме со модерна облека. Значи тоа е главниот проблем во Албанија и затоа сметам дека Македонија е многу понапред, сигурно 20 години во оваа област од Албанија, иако и ние се уште мора да спроведуваме и други реформи за да дојдеме на западно ниво. Значи тоа е целта на сите држави, затоа што сега, односно од 90-тите години, сите држави претендираат за влез во Европска унија, а Бугарија е веќе земја членка. И сега кога сме тука под Б Бугарија, би кажал дека таму некако пребрзо влегува во Европска унија
И со самото влегување, они следат само некои многу лоши состојби, како што е состојбата во областа на судство и состојбата во областа на корупцијата. Меѓутоа не ја следи веќе Европска унија состојбата во областа на човековите права, сметаат дека со влез на ЕУ нели се исполнети копенхашките критериуми и нема потреба да се следи таа состојба. Така што бугарите сами имаат вградено некое чувство дека таа состојба е на многу високо ниво и дека како земја членка они сега согледуваат дека и во западноевропските земји не се почитуваат доволно човековите права во некои области. Например, тие сметаат дека ако го земеме правото на жената, дека дури и на повисоко ниво е тоа почитување на тоа право отколку во Западна Европа. Меѓутоа, од друга страна, сепак ги следи и нив таа сенка на тие поранешни случувања, така што и они имаат некои проблеми во одредени области, пред се во областите на ЛГБТ популацијата, затоа што нели релативно брзо влегува таму, а нивната традиција ортодоксна им налага конзервативен начин на живот и имаат проблеми со ромската популација, затоа што тие се во голема мерка имплементирани во бугарското општество, а не се води доволно сметка за нивните права. Па сега со влегувањето на невладени асоцијации таму се поднесуваат тужби за почитување на правата на ромското население и тие ги добиваат тие тужби во Страсбург, така што Бугарија е многу оцрнета баш поради ромите. Тоа од друга страна го револтира населението и населението смета, дури добив такви изјави, затоа што ја пред се разговарам со експерти, меѓутоа сепак од тие држави, значи таму што се случува таму на терен. И смета дека ромите не дека немаат права, туку дека тие се такви по природа што не сакаат ни да имаат. Значи не би сакале да се школуваат, да се образуваат, да работат и така натаму, и затоа сами се доведуваат во таква состојба каде што нивните права не се почитуваат. Професоре, во интерес на времето, бидејќи имаме уште 2-3 минутки до крај, во интерес на слушателите, бидејќи навистина имате многу што да ни кажете во врска со вашите анализи и вашата перцепција на улогата и влијанието на човековите права и во регионот на Југоисточна Европа, само едно кратко подпрашање, каква е состојбата во Република Македонија конкретно? Значи, само ќе кажам со една реченица дека во Србија се уште е голем проблем национализмот, тоа е нивниот проблем и понатаму најголем дел од населението е националистички ориентирано, и во Македонија ќе кажам дека нема некои особени проблеми. Ние знаеме дека законот што се донесе против дискриминацијата, а тука ќе се видат сите, ќе се види состојбата во сите држави, затоа што релативно доста се донесени тие закони. Тука многу луѓе сметаат дека ЛГБТ заедницата не се спомна. Меѓутоа, ако се погледне подобро законот, ќе се види дека тие се споменуваат и другите групи, и сите групи, постојат такви термини, така што сметам дека тие права се на релативно високо ниво за разлика од некои други балкански држави, како што е Србија, нели таму имавме и убиства по повод протестите кои ги организира, а исти такви слични ситуации имаме паради и така натаму. Паради, да. Исти такви слични ситуации имаме и во Бугарија. Дури во разговорите со нив дознав дека некој момче било убиено само затоа што личи на геј, а не дека е на вистина, и подоцна тоа било откриено. Значи, можеме да кажеме дека во регионот, заедно и со ова учество во Обединените нации, кој сега и припаѓа на Република Македонија, Македонија може слободно да се каже, можеби некои тоа нема да го сватат сериозно, меѓутоа како лидер во почитувањето на човековите права, иако има одредени работи кои треба сепак да се исправат, за да дојдеме на ниво на почитување на човековите права во западноевропските држави. Професоре Таштевски, ви благодарам што бевте денеска наш учесник и соговорник во емисијата Концепт со Ина. Во името на моите слушатели, во моje лично име, се надеваме дека и понатаму ќе можеме да сметаме на вашето внимание и присуство за сите горливи теми поврзани со вашата експертиза и со вашите понатамошни активности. Ви благодарам на поканата и јас се надевам дека соработката ќе продолжи.
Честнije. Почитувани слушатели, само што значи на минутка до 14 часот ве поздравам, ве посакувам добро здравје, убава работна недела и до слушање до следниот понеделник. Бидете ми живи и здрави. Трговско радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија, уредник и водител на емисијата доцент доктор Иванка Додовска, 2 март 2015 година. Почнавме точно во 13 часот, завршуваме во минута до 14 часот. Продукција Радио Слободна Македонија. Концепт Соина е интерактивна емисија во која авторката и водител Иванка Додовска разработува актуелни теми од современото македонско општество. Емисијата има за цел да прерасне во вистинска работилница на знаења и размена на искуства од областа на политиката, образованието, историјата, религијата и безбедноста, кои ќе имаат позитивно влијание врз развивањето и унапредувањето на општествениот диалог кај слушателите.